Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, зошто? Бидејќи вие и јас имаме права да знаеме вистината, а вечерва вистината ќе биде спакувана во некои 70 до 75 минути. Интервју со Джевдет Харедини, министар за финансии во едно клучно време, 92-94 година, кога се санкциите или ембаргото кон тогашна СР Југославија, кога се никулците на формирање на македонската олигархија, многумина го нарекуваат дел на длабоката држава во Република Македонија, со Веби Вели учествува од 2001 година во обид за смирување на страстите, да не излезе надвор од контрола тој конфликт кој се случи од 2001 година. Учествува во многу процеси. Еден од тие процеси е можеби смената на Александар Маневски на врвот или на првата позиција во Комерцијална банка. Тој е еден тектонски потез. Се случи некаде 96 година. Тоа сум уредник на еден телевизија, вадиме таа афера. Според мене најголемата афера во последните 30 години во независна Република Македонија, кога се руши Александар Маневски, на чело на банката доаѓа Хари Костов, кој во тој момент воопшто и нема некои допирни точки со банкарството во Република Македонија, представник е на Македонија во Светската банка. Во меѓувреме, како представник на Македонија во Светската банка е избран да биде заменик министар за финансии од редовите на Социјалистичката партија на Љубисав Иванов Зинго. Тогаш емисијата во Центар се емитуваше на еден телевизија. Во мојата емисија дава оставка на членството во Социјалистичката партија. На една страна се наоѓа Бранко Царенковски, на друга страна се наоѓа Киро Глигоров, конфликт во олигархијата на Република Македонија. Дел од тајкуните кои беа во Стопанска банка се префрлија подосна во Комерцијална банка. Всушност клучната афера, каде што судира темелите на тоа што е денес Република Македонија, таа е најмокна банка во Република Македонија, кој има добри релации или односи со таа банка, е всушност власт во Република Македонија. Сите овие работи поминуваат на некој начин низ раците на Джевдет Харедини. Во тој временски период беше актуелна една афера околу чувањето на девизни резерви на Република Македонија во Англо-Југослав банката. Харедини ми се чини дека тој временски период е советник или член на Советот на Народна банка, Борко Становевски говернер на Народна банка. Јас ја отварам аферата околу чувањето на девизните резерви и на крај наоѓаме некој компромисно решение. Дел на таа афера малце се става по тепих, подоцна ја отвараме и ги добиваме информациите за наводен криминал кој има направено Александар Маневски во Комерцијална банка. Ја отварам таа афера на еден телевизија, се сменува или се случува смената на Александар Маневски и сето понатамо историја, бидејќи се што се случува после таа 96-97 година, Република Македонија оди во еден сосема друг правец, не велам полош, не велам подобро, оди во еден сосема друг правец. Значи, според мене времето кога стана збор за тајкуните, за бизнисот, за олигархијата, за политичките разбрски се мера до 96 и после 96 година. Во меѓувреме Джевдет Харедини станува директор на Агенцијата за санација на банки, претходно бил, како што самиот вели, председател на комисијата за бројање на гласови кога референдумот или рида или формирање на албанска држава на територија на Македонија и можност за подосна таа држава да се спои во некој проект за голема Албанија. Значи, клучен човек, што се вели човек на историјата, дел на длабоката држава. 70 на минути трае интервјуто, останете со нас, погледнете го интервјуто, сигурно нема да зажалите. Добро вечер за Джевдет Харедини. Министар за финансии 92-94 година. Па така. Вие бевте причината Петар Гошев што го врати мандатот? Како велеше? Тој не е политичар за еднократна употреба и доаѓа Бранко Царенковски. Дали Харедини Джевдет беше причината што Петар Гошев го врати мандатот? Не верувам дека тоа било причина само. Меѓутоа има основа и тоа не лично ја. Он прво, по моје мислење, јас сум близок со Петар Гошев. Он чудна работа писмен, не свати промената во политичкиот систем во Македонија, дека не ќе може премиер да биде единствен кој ќе одлучува кои ќе бидат министри. Jer тоа паѓа во вода цел плурализам. Партиите не излагат на избори и да добиват пратеници за да мандатарот им наметне кои ќе бидат членови на владата. Ми се чини дека ова работа он недоволно ја Го прегази времето. Го прегази времето пред време. Да, тој беше како некој свежина беше. Носител свежина беше, али свежината беше на крај негова историска,
Затоа што, за разлика од другите во тоа време влијателни политичари, македонци Глигоров и сите околу него, Стојан Нандов нарочно, тој бар немаше дилеми на 14-ти конгрес да рече, или да ја лансира формулата една република, ако не е во Југославија и Македонија нема да биде. Добра, Харедини, 92-94 година, тоа е еден клучен период. Вие се уште се фалите дека сте најдобар министер за финансии во историјата на Македонија? Никогаш јас не сум ни звонал таков збор. Во нервоза, знаете да речете, јас сум бил најдобар министер за финансии. Не, во нервоза, ја тоа не би го рекол од ред причини, од моите морални. Ама мислите уште дека сте најдобар министер за финансии? Не, во никој случај, зависи кој што подразбира. Кај мене перцепцијата кај одделни поединци слоеви што го памтат време, по доминантна е перцепцијата за честно вршење на работата и процесно стручно. И така, да зависеше... Вие имате една легендарна изјава кај што велите дека во целата моја кариера најниска и најмала плата сум имал кога сум бил министер за финансии. Па со оглед дека сум работел во електростопанство тогашно, што јавноста мало знаеше дека беше една дејност доста привилегирана и затворена за останатиот свет. Долго време беше и централизирана. Парите ги делевме во Белград, Југел, познатите. Си ужива тој круг и не само во електростопанство, тоа беа сите големи системи, па и поштите, па и осигурувањето, монопол и на имоти и лица. Тие дејности и беа доста привилегирани материјално. Само тие разлики што сум рекол, платата е точно дека кога дојдов ја, не само јас, него 40-50 работници во хидроцентралите Маврово, само јас сум бил и писател на управен одбор на електростопанство, од тие самоуправни пирамиди од тамо, да има 40 и работници со висока квалификација, има поголеми плати од писателот на општината во Гостивар, од секретарот на комитетот. Ги знаевме затоа што и тога имаше прогресивно донесување на повисоките плати, зема мораше на крај на годината да плаќат еден додатен данок. И сега Фатмир Бесими. До Фатмир Бесими ве пишува единствениот министер за финансии во последните 30 години од албанска националност. Сега дојде Фатмир Бесими. Да. 2 години, односно неколку години министер за финансии. Фатмир Бесими ги има сите особини да биде министер за финансии, освен она најбитното. Нема интегритет да биде некому да му каже не на председателот на партијата или на премиерот. Тоа не му чини. Добро, Харедини, како Бесими ја прави кариерата? Гледате, он се појава уште 2004 година, кога се оние тешки преговори околу територијалната организација. Ермира Мехмети тогаш е преведувач, Али Ахмети, Муса Џафери, Азис Положања, ако не се лажам, учествува во тие преговори, плюс Фатмир Бесими. Се наметнал он со својата природа, мирен по природа, кога, например, барат овие места, символика имат, ама суштина немат. Министер за одбрана на Албанец, министер за надвршни. Тоа немат ништо врска со албанците, ме разбирате. Меѓутоа, Фатмир Бесими бил амбициозен студент, он одлично го познавал странските, англискиот јазик. Тамо во кругот на кадрите на ДУИ, такви нема. И тој се наметнувал, плюс по природа такав, бил прихватлив и за странците, нели? Па добро, и што беше амбасадор на Европската унија во Република Македонија, беше Кираџије кај него во куќата во Тафтали. Богар беше таму, нели? Можда уште е под Сирија на... Мислам дека се тргна, дека новиот амбасадор на друго место, но ама не ми е познато, ама тоа е точно, ама тоа не е ништо тајно. Второ беше шеф на изборен штаб на ДУИ на минатите избори. Албанец за премиер кампањата, шеф на изборен штаб беше. Ги има тие особини на послушност. Може да биде наследник за на Али Ахмети? Може да биде наследник на Али Ахмети? Не.
Не. Нема такви амбиции, нити има такви особини. Кој би бил наследник на Али Ахмети, например? После Али Ахмети не верувам дека ќе постои Дуи. Дека нема да постои. Нема да постои, по моја проценка. Имате многу лоши критики за Дуи. Не ви, како мислиш, лоши, неточни? Не, ја мислам дека се точни, Нема ако се меѓутоа точни. ретко кој албанец, да речеме, кој не припаѓа на ова политичка опозиција, има такви критични ставови кон Не, Дуи. тоа ме прави мене објективната положба. Прво ја пратам, имам интелектуален немир што се случува со државата, па и со албанците во Македонија. Имам време. Друго, лично никогаш во живот не сум имал потреба некого да молам мене да ми заврши некоја работа, да ме постави министер, да ме постави. Не завршат моите деца, апсолутно. Мојата ќерка едната од Стенко Езбегалскиот камп сега е во Советот за правата на човекот на Обединетите нации во Женева. Сама. Сега. Таа имаше еден заближителен напис за личен фокус и некои други портали околу тоа правото да се наведе во личната карта националноста. Таа им докажа овде, беше преведена, портали ги пренесува, дека не само што нема потреба, не само што тоа нема нигде во светот, освен во едни две островски земји во Атлантик, Пацификот, толку и штетно е тоа да стои тој податок. И тоа пропадна, jer Европска унија таа работа обшир не ја прифаќа. Така да другата ќерка исто така, син ми ја работи во струка, јас сум барател цел живот моја струка. Јас сум бил кадар на ПДП во тоа време, како што бевме сите, меѓутоа ми викат дека порано јас сум бил финансиски, книговодство и финансии сум водел. Кредити. Да. Вие сепак 2008 година сте еден од подписниците кои инсистират ВМРО да направи коалиција со Дуи, како велевте тогаш 2008 година. Дека не се почитува гласот на албанците. Гласот Апсолутно. на албанците беше дека победи Не со партијата Дуи, на ДПА. партијата на Али Ахмети. Не имавте вие Ким Мехмети, нели се имаше една иницијатива која беше Да, направена. во никој случај на влада да не бидат учесници не албанци кои ја немат Довербата. поддршката на мнозинството албанци. Албанци. И тогаш Дуи имаше. преседан направи, не. Вие индиректно Не, работевте Дуи да дојде и да биде мајскиот договор подпишан. Вие индиректно работевте. Рати се назад. Таа формула, али ја расипа таа формула Лупчо Георгиевски со Арвен Джафери. Прво, тоа беше преседан. Додека 2002 ова Дуи имаше легитимен, имаше мнозинство. Добро, Хердини, вие потекнете од ПДП. Важно. ПДП игра една многу чудна улога 2001 година, бидејќи ПДП ги воспоставува тие релации со Али Ахмети кога се наоѓа во Косово или на територијата на Косово. Видите да, во ред. Во ПДП кадрите, Приздрак. сите ние, чекај малку, чекај. Тамо е 10 години, околу 8 години ПДП беше последната декада. така беше. Причина да дојдат до 2001 се македонските партии. Затоа што тие, а сега веќе тие признават, изрично признава Стојанандов, Лупчо Георгиевски, Фршковски, кој викаше универзитетот смртороден, ме разбирате? Не, апсолутно не ги прифатија барањата издржани од ПДП. Добро, и се случи војната. Во текот на војната 2001 Апсолутно година, ние тоа и Насер Зибери, и сите, и Абдураман Алити. и Абдураман Алити, Сите. и Исмет Рамадани отидоа во Призрен. Апсолутно, jer таа победа кај на Али. Дуи во тоа време ние ga доживовме како наша победа. Не, Дуи тогаш учека, уште не е формирана. Не на 2002 кога се формираше партијата излезе на гласање. Добро. Вршките ги поставија на време овие. Вие 2001 година Ја не сум бил лично, jer не сум бил толку активен во смисол ја да трчам нити херој. Да земам пушка ни тога, ни сега. вие бевте најдобар пријател со Веби Велија. Тој ги воспоставува првите контакти. Првите сум ги напишал.
Тој ги воспоставува ВБ Велја, затоа сте во емисијата бидејќи сте сведок на многу Да, клучни на многу, на многу клучни. да. Кога пукна на Кале пушките на 14 или 20 март или февруари, Тетовското кале. Тетовското Кале, ме разбира. Кога излезе Вила инфезија од центар, новинарите го прашаве, што е работа? Тие се наши деца, рече тој ме. Така беше. Така беше тоа. А само ова да знаеш, ако во тоа време си ги читал колумните на генералот Атанасовски, секој ден, Тодор Атанасовски. Тодор Атанасовски, најписмениот генерал, Така е. без сомневање во Македонија. Владата на Македонија се борила против држава Македонија. Пишува ги има. Добро. Тогаш го носите, или ВБ Велја го носи Стипе Месич, да биде посредник помеѓу двете работи. Второ, ВБ Велја исто посредник помеѓу двете. Јас сум бил со ВБ Велија во контакти со функционерите. Со Бранко Црвенковски, со Гуштеров, во својство на писател на партијата на Андов, ме разбираш? Со Абдураман Алити, со тоа. Дали може, бидејќи имаше сознание дека Исмаил Кадаре има некои врски во Брисел со активистите на научака, тие кругови, ме разбираш. Да може да се седне веднаш на разговори со нив. И еве што се случи, лично сум бил присутен. Бранко се сложи, Лупчо Гергиевски се сложи, ме разбираш. Гуштеров се сложи во холот на Holiday Inn. Али Амети, Абдураман Алити се сложи. Джафери, јас не бех кај Джафери во холот на Александар Палас, отиде сам, Веби. И тој се сложи, овие се внимавај потписниците на рамковен договор. На рамковниот договор. И Гуштеров му сугерираше на Веби оди и кај Андов. Андов писател на Собрание. Ја реков не идам тамо, јас не отидам. Само кога влегол Веби, кога му спомнал тоа, побеснал, пишувам ја ова, во Фокус го повикав да ми одговара Андов. Не ви одговара. Не одговори 3 пати. Вчера пак во Фокус тресе невистини. На таа тема. Му рекол, тие прво треба да излезат од територија на Македонија, па после преговори. Немој што ме разбираш. Месеч прифатил да биде медијатор. Да се нашол во Загреб Исмаил Кадаре. И тој рекол, добро, борете ви. Исмаил Кадаре, значи, доаѓа во Загреб. Не доаѓа специјално за тоа. Во тоа време така е, точно е тоа. И сите овие работи се во книгата, биографијата на ВБ Велија, книгата дома ми е издадена од познат издавач во Тирана. Сите овие работи пишуваат. И нормално се Гуштеров се сложи. Гуштеров е тогаш, да објасниме пред публиката, Гуштеров е председател на ЛДП. Да, ЛДП. ЛДП тогаш има министр за надворешни работи Срđan Керим. Подоста мандат на Срđan Керим е нон-пейперот кој прераснува нели во рамковен договор. Се шпекулира дека Малјас, Александрос Малјас стои зад нон-пейперот, односно грчката дипломатија. Па што ако стои? Па ги гледа, знал Малјас, познаваш на приликите бил. Добро, тоа е структура блиска на Сорос, тоа е блиска на меѓународна земја. Ништо тоа не, па тие луѓе се бавеле со тие проблеми. Тие биле тога, тоа така било. Не викам ја дека со тоа ќе се решеше проблемот, со такво посредување. Се кажувам дека се правени обиди македонските структури да влезат во преговори рано. Да биде уште пред ескалацијата. Пред ескалацијата. Дали ќе се успееше, друго е прашање. Ова е факт. Добро. Значи, тврдиот став на Андов. Не само на Андов. Кај Григоров не сме биле. Добро, тој ше не беше председател Григоров, нели? Борис Трајковски беше. Борис Трајковски. И кај Борис Трајковски не бил
Веби на разговор. Не бил. Еве това е ова. Значи кај Бранко, кај Лупчо Георгиевски, Гуштеров, Значи Лупчо има прифатено. Да, како не, да. Добро, ова ваша екипа, вие тоа се уште не сте Сега види, партија. води сметка кога зборуваш за мене. Преска сакав да ти кажам на дистинкција. Јас сум бил министер, кадар, член, На ПДП. активист на ПДП. Ја не сум бил ни член на едно председателство на огранок На ПДП. на ПДП. Значи како експерт. Како експерт и како човек Меѓутоа ги знаете, работите. Друго, па ги знам, сигурно ги знам, како да не ги знам. Бидејќи Јас имам, да ти кажам, Бидејќи Харедини ПДП се фалат. И покојниот Дарама Налити и Насер Зибери, кој сега беше минатата година или кандидат за албанец премиер, тој е првата екипа која оди во Призрен со Али Ахмети, како ПДП. Сега да не, објасниме во Призрен одат заедно само Имери Мери и Арбен Џафери. Не оди Исмет Рамадани, оди и Насер Зибери. Не сум сигурен, Да. али официјално, бидејќи овие ќе подпиша, овие беа подписници. Те од кога веќе е направен рамковниот договор. Види, откако тие биле, види, официјално биле да се консултира, jer тоа е било во весници, биле во Призрен, официјално, председателот на ПДП, во тоа својство Имери Мери, и на ДПА Арбен Џафери. И тие се подписници на договор. Да објасниме ли за гледачите, на изборите 96-та година во Тетово, кога подоцна станува кадарот или кандидатот на ДПА градоначалник на Тетово, Да. тогаш неколку месеци траат тие избори во Тетово. Со конфликти, со прегласување и така натаму. И на изборите 98 година ДПА на Арбен Џафери и ПДП Абдурама Налити прават договор да имат заеднички настап, но поделени број на мандати. ПДП има многу повеќе мандати од ДПА. Комбиниран беше системот. Комбиниран беше. 14 пратеници доби ПДП. вкупно ПДП, 11 11 имаше ДПА. ДПА. Лупчо Георгиевски оценува дека треба со ДПА да направи Апсолутно. да направи коалиција. Овој му отиде Абдураман Налити бараше да разговара во име на поголема партија. Тој Лупчо му рече ти само преку Арбен Џафери. Имаше некои разговори на Насер Зибери и доста Димовска, но не завршија Ова е успешно. официјално, ти Успешно. само преку Арбен Џафери. И кога Арбен Џафери отишол на закажана средба со, ова знам јер мене лично ми бил пријател личен, 50 години Абдураман Налити, домашен. Така, 30 години помлад од мене, меѓутоа лични сме биле пријатели. Ние не сме, во тоа време не функциониравме ние дека имаме лидер. Ние бевме другари. Ние бевме во состојба еден на друг да речеме, ако он беше председател, го почитувавме, он беше паметен. Ама кога ќе грешиш, немој да претераш. Не збори така. После почна од неписмени луѓе да прават култ на личности. Како да се паднати од небо, а неписмени. Да се, например, од Али Ахмети прават култ на личност. Па 20 не го години. прават тие заради Али Ахмети. Влегле длабоко во криминали, само тој врската со него ги спасува од бомбите што Заев ги даде на Груби, за сите кадри на Дуи. Таа теза ја кажувате неколку пати. Па не ја кажувам јас, ми кажале извори од Од Дуи, СДСМ. дека Заев му ги има дадено албанските бомби. Еве како течеше таа работа. Кога Заев почна да објавува бомби, во прва фаза, он кажуваше дека има и од Дуи, ме разбираш, и тие ќе одговарат, и тие крадели, и тие така натаму. Меѓутоа, излезе Али Ахмети и рече, ако има за Дуи, нека извади. Ние, кој правил нешто, ќе одговара. Во тој момент, Заев една пушти за Али Ахмети. Кога видел Али Ахмети дека има, го праќа Груби кај Заев на средба. Ајде, оди види, jer има нешто. Во таа средба, Заев, кога викаме сите бомби, никој не знае ни колку се сите бомби. Никој не знае кој кому, колку кому предал.
Нема за тоа записници. Тие бомби после стана предмет на уцени, на ракети и така натаму и денеска се. И денес. Да, еве зошто? Вие го знаете на памет насловот на закон, на јавното, специјалното јавно обвинителство. Долг наслов. Специјално јавно обвинителство за гонење на, внимавајте, не евентуалните, кривични дела, врзани и кои произлегуваат од незаконски снимените разговори. Внимавајте ова се. Не вика тамо дека не се кривични дела. Туку дека се кривични. Дека се кривични дела. И еве што направи Заев. Се извади, се додека му треба нему да ја бие битката со ВМРО. Тука што направија со консензус, ќе забраниме објавување. Изрично Венецијанската комисија даде мислење дека сите треба да бидат објавени. Па и прибе. Дури и приватните разговори, ако го допират јавниот интерес. Васко, ова работа додека не почне, овде нема ни избори, овде ќе има купување мнозинства. Знаеш што вика за собрание на Македонија? Најскап шопинг центар. Некој на шала на Фейсбук чита. Собрание на Македонија. Собрание на Македонија. Кој е најскап шопинг центар во Скопје е Собранието. Кредини. Значи Артен Груби сега ги има бомбите. Имаш еден конфликт на Ермира Мехмети и Артен Груби. Меѓусебни обвинувања, меѓусебни чарки. На парламент. На парламент. Значи официјално не, ова неофицијално на парламент. Со прст. Ермира Мехмети покажа со прст на Артен Груби. Да, ти си хулиган. Ти си хулиган. И наредниот ден имаш наредни ден или 2 дена, не знам, од тога не сме видели више. Имаше објавена бомба, една бомба со една невкусна... Од друга природа, скроз, не од политичка. Приватна природа. Мислам дека беше таму Муса Џафери и гласот можеби. Не е ни битно. Не е ни битно. Не е ни битно. Битно е друго. Да. Значи дека Артен Груби со тие бомби е господар на судбината на албанските политичари. Па инако како може да се однесувам така? Има еден опис на неговото работно место, 3-4 страници. Прв заменик. Ќе ме наречете прв. Мора прв. Ќе го избаркам од канцеларија Рашковски. Веднаш. Кој може да се однесува така и да биде толериран? Кој може да пука на площад Скендербег со разно оружје и да не одговара? Кој може да го отвори, да отвори предизборната кампања во Чаир со пукање во воздух пред 100 души, а Заев да вика, ова веќе не се трпи, вака во Европа не се оди, нити фатен, нити. Тие заплашуваат, треба разоружување на одделни слоеви и поединци, разоружување. Сум го прашал министр за внатрешни работи, како дозволувате да пукат тамо кај Скендербег, славе прослава на изборите 13 година за не локалните избори, а да никој не биде идентификуван. Кој сме? Какви избори бараме? Нема да дозволи никогаш дуи нити бомби да се објават, нити реформа на изборниот систем. Еве ова на госпоѓата што е во Телекомот. Чизми ќе облечела. Па знаеш што беше... Која не ли беше најавата за формирање на ново мнозинство, да. На кровот ми се тие чизмите, во подрумот. Излага внимава изјавата на Али Ахмети. Незината изјава не е во интерес на партијата. Видиш што било битно. Госпоѓа Дрлишта, нели? Незината изјава не била во интерес на партијата. На партијата, не вика на државата, на народот, на ова, не. Дали е или не во интерес на
партијата. Jer он не бери зборува, jer он тој И ова... вие рековте проверете колку е платата на госпоѓата, бидејќи за таа плата секој ќе облечи чизми да се бори. Не знам, али викат 5000 им се и на, Да. и на претходните и друго. Во Телеком. Само со аферата Телеком ние ќе немавме ова ситуација што Заев лично ја крие. Добро се, нете, малци ми е нелогично. Вие велите Заев ги крие тие работи, Да. а Заев падна, Што? а целата ова структура, Али Ахмети, Ако Муса продол- Џафери и така натаму, кои се вклучени во овој процес, Останува да видиме се. влакно не им фали. Чекај се 2 дена има. Второ, знаете, Харедини, гледате, Како да има влакно? Директорите на Телеком, не говорам за директорите, говорам за директорите Ахмети, на Муса Џафери, Телеком тие се одговор, опфатени ги во тој- осуди во- судот во Њујорк. Така е, тоа е поради берзата во Њујорк и така натаму. Не, да не губиме време. Време на тоа. Време на тоа. Осудени се. Заев ги прими новите директори на Маđар Телеком во Скопје и издаде соопштение владата од средбата дека ќе продолжи искрената соработка со Телеком и во иднина како досега. Па добро, овој што е наследник на Заев, Ковачевски, А. долги години беше дел Па таму беше, па клучните играчи на Телеком. Па само таа по 2,5 милиона што земале таму, па после дошле во Судир, jer беше тешко ранет финансискиот директор на, не случајно на ДУИ. Тој после умре од друга болест, ама он беше тешко ранет во дома. Вице-премиер подоцна беше. Не бил, води сметка. Значи не за Абдулаким Адеми. Значи говориме за Абдул Алими се вика, тој не бил, он бил финансиски директор на ДУИ. И ништо друго не бил, ме разбира. Само тоа цело време. Да, тоа е. И тука он во тоа својство настрада. Во таа афера? Го тужеа Али Ахмети и Муса Џафери, го тужи, приватна тужба поднесува против Богоевски затоа што сведочил тамо и ги именувал кои ги за парите. Слободан Богоевски. Да. И побара компензација за претрпен Углед, нарушен и углед. така натаму. Со месеци му е повлекоа тоа барање на да попушти овој. Никој. Сите суди, сите обвинители, сите албанци не можат да бидат без дозвола на Али Ахмети. Ни во Врховен суд, ни нигде. Добро. Толку мозок е Али Ахмети, гледате. Не ба... Хашим Тачи, се извинувам, Хашим Тачи завршува как? Али Ахмети станал лидер на Зелена Не партија. формирана е групата каде што сите од нив се валкани во Се држат за гуша. се грзат за душа и еден падна, Паѓаците. паѓат сите. Нема Али Ахмети да сака, Добро, Махредини. нема каде. Седи човекот таму во Зајас, има бачило горе, велат, има овци. Не, се бавеле со овци, враќата негови. Вечно. Да, но сам да кажам дека уживал во тоа, ке се качува. Значи ми Браќа се тие. и амбасадорите. Може и некои привилегии имат, ама не. Не мисле во тој Им е дел. струкано им Не мисле во тој дел. знаете. овчарството. И американските амбасадори, и Бранко Царенковски оделе таму, ко сакале тајни разговори да водат со него, се качувале горе во бачилата или кај што ги чував. Ова како во Корлеоне, во Сицилија седат луѓе, се неко овчари чуваат, неко овци или Голема неко кози. штета ни направиле многу и странските амбасадори и извештаите на Европска комисија и на ОСБ, затоа што веќе со години од 2008 навамо, па и пред тоа, тие извештаи ги пишувале така што да можат алиби да најде и Никола Груевски, дека ги исполнуваме условите за влез, останува само името и на там. Никогаш, поаѓајќи од нивните геостратешки интереси, не сакале овде да дојде до поголеми немири и јавен ред и мир да се кршите глава, што сакате правите, менјајте го името и така натаму. На тоа останува и уште сме на во таа ситуација. И сега овој супермаркет, како го На видите скапиот парламентот,
имаше трговија, сега ќе биде формирано ново мнозинство. Вие велите или му праќате порека на Ковачевски, на новиот мандатар, како што сега стојат работите, дека ова е сега еклатантен пример како новиот или наследникот не треба да ги слуша препораките на претходникот. Па ако ги слуша, се знае што го снајде претходникот. Зошто го снајде ова Заев според вас? Што е Па причината? овој ако го следи, ќе го снајде исто. Исто ќе го Па снајде. затоа, едино решение е да не го следи. да не го следи, иначе ако го следи готов е. Ова стратегија на Заев е едно општество за сите, тоа е веројатно Не е точно да е општество за сите, тоа е чиста лага. Едно општество за сите членови и симпатизери на мојата партија. Ја тоа го напишав. тоа е значи стратегијата. Тоа е стратегијата, не е вистина, едно општество за сите, jer не може да е некој да биде осуден со правосилна пресуда, а владата да го прави специјален представник за односи со Бугарија. Тоа мислите И на Владо Бучков. Па што цела Македонија мисли не јас. Тој наместо да е во затвор, како Сега јас не интервирам цела Па Македонија. јас знам, Вас ве интервирам. па јас знам дека не е точно дека едноштво за сите. Не е точно дека важи тоа. Заев се изживува со министрите на ДУИ, се изживуваат над градоначалниците на опозицијата, на Таравари. Заев гледа сеир. Гледаше. Ако продолжи и тој по ист пат, Добро. Зошто падна Заев според вас? Ве имате една формулација која што велите добро би било ако би завршило со срам, да не заврши полошо за Зоран Заев. Што точно мислите? не сум со го таа рекол формула? тоа, не сум го рекол тоа јавно. Ме разбираш само од она што слушаме како се злоупотребени бомбите и од него. Значи, не е точно дека сите бомби се, како што беше спогодбата од Пржино, необјавените да се предадат на специјалното јавно обвинителство. Тие бомби не се знае каде, кој, колку има и не се знае колку пари се дадени Како рекет. како рекет. Тоа никој не знае, нити и во иднина ќе бидат предмет на богатење. Добре, Харедини. Имаше една бомба, се објави, па се стиша целата работа. Тоа е зона куќа која е на некои 200 метри спроти американската амбасада. Вие во некои ваши написи, јавни настапи така натаму велите дека ко таа бомба би се процесуирала, а Джес Бејли амбасадорот и инсистираше да биде процесуирана таа бомба, дека ќе се распадне владената коалиција. Видите се, тоа јас тоа не сум го рекол, не сум го пишал, не сум го рекол, нити имам докази како анатомијата на случајот на долни бомби. Него имаше и овде во Мавровка исто имаше зграда. Се рушеше, па се изгради наново. Апсолутно. Тоа ја го гледам во еден друг контекст, не во конкретните амбасади ова на тоа. Ја го гледам тоа во контекст сега чист мотив за корупција е законот за легализација на дивоградби и за продажба на земјоделско земјиште. Ништо друго не ги интересира освен 50.000, 60.000 сиромашни. Бил многу бошварски и тие загрижени што граделе. Не е вистина тоа. Таму се кријат одделни случаи каде што се заинтересирани високи, влијателни, партиски и државни функционери. Се вели дека таа зграда, тоа е зграда кај што од лева страна кодите се наоѓа американска амбасада, Може да е така. десно се врти према Топанско поле, спроти е касарната. Може да е Поранешната така, касарна. може да е Мансо така, Тито. тоа не се работи кој некој од некого ги крие. Бил висок функционер Друго, на ДУИ. кривични дела пишува во законот. За кривични дела врзани и кои произлегуваат. Добро, Харедини. Може ли држава со 20-30.000, дури во едно интервју на Али Ахмети на тиранска телевизија, он за себе тврди дека има 100.000 необработени и над 17.000 обработени прислушувања. И он понатаму додава, јас сум ги гледал. Ја вика сум ги гледал. Никој не го прашува
Тоа бил 2 сата интервју таму со некој контроверзен новинар. Ме разбираш? Он се фали дека има. И во кој контекст? Нигде ја не ги вреđам моите сограѓани македонци, алудира на она изјавата на Заев дека албанците не вредат 5 пари. И 5 пари не вредат. И ја тука му одговорив на Заев. Ти не си можел да се... Кој колку вреди е кога со некого се пазариш, нели? Али Заев немал прилика да се пазари со сите албанци. Веројатно впечатокот дека не вредат 5 пари е тие со тој се пазари. А тоа се председателите на партиите на албанците. Харидини. Иначе со мене не се пазари. Харидини, вие сте дел на ова длабока држава која во Александар Палас пие кафе и ја одредува судбината на државата? Ние не патиме вчера што сме јаделе. Добро, сега сте плитка, но до пред некоја година бевте длабока држава. Па знаеш кои се таму? Па Штери Јонаков. Немаме појма со тоа. Па тоа. Вие по рамковен договор станавте дел на таа длабока држава или бевте пријатели со тие или бевте пријатели со тие? Не, јас се знам, знаеш од кога се знам со професорот Джонов. Кога сум бил министр за финансии, забранете беа нестопански инвестиции. Хируршката клиника 10 години стоеше дива ова... Тоа беше декан. Карајапија, да. Карајапија. Човекот беше овој на место. И он му реков ја дека она стои таму. На цел народ, мераш. Хируршката клиника. И тоа голем играч. И ја реков, ова работа мора да се заврши, jer цела Македонија во таа клиника одат на интервенции, ме разбира. Па знам дека ми замери овој Бранко, рече, добре, па ти до сега викаш ова забранете, тоа забрани. Ова реков, овој ми докажуваше дека тоа треба да се доврши. И ја, кога се пушташе таа, ја не бев тука во Америка и Джонов ме спомнал. Ова благодарение на министерот за финансии, бидна инаку, кој знае кога ќе станеше. И од тога се знам со човекот. Сега те кажа дека и Джонов доаѓа на тие средби. Па доаѓа од како се пензионира. Мислам дека беше председател на надзорен, ако не, или член на надзорен алколит. Па што, па не, сам да кажам дека... Па кој да биде таму? Па добро са Харидини, сам да кажам, ве велите дека не сте длабока држава. Па не е длабока држава да бидеш на алкалоид, па човекот добро го избрал, Живко негово член, угледна личност. Што значи длабока држава? Тоа значи луѓе длабока држава, демек ние имаме врзани сме со некоја подземја ова тоа. Не, вие сте држани со државата. Не, ти тоа во тој контекст го викаш, немаш право, провоцираш. Не провоцирам. Вие сте една од клучните личности изминатите 30 години сега, гледате. Веби Виле дел отворивме. Ако ние седнеме да отвориме како... Веби Виле съм го запознал ја во Шутурков. Ако ние, па знам, затоа ве прашувам. Па тутун правеше, му помагаше Шутурков. Преработка на тутун во тука кај Либраш, да. Елбаса. Ги купи тие остана сите објекти. Ги купи овој му даже стари машини. И еднаш дошол, имав чуен дека он е успешен во Загреб, Веби. Имало, и он бил секојаш врзан со Стипе Месич, кучен пријател. Секојаш врзан со Кос? Со Кос. Со Кос беше Не, Перо Златар објави досие на Веби удба што водела во Загреб. Го имам читано досието. Го имаш читано. Ја не, ама... Не само што го имам читано досието, туку имам разговарано и со сопругата на Бранко Мамула, адмирал Бранко Мамула, човекот кој требаше државен удар да направи во поранешната Југославија. Сопругата беше председател на општинска организација на Сојуз на комунисти на Хрватска во центар, во Загреб. Така ли? Да, така. Он има раскажувано за вика што не направивме да го фатиме. Еден момент за мене те испуштив да кажеш. Ја многу често вика тој бил функционер, ја не сум бил во комунизмот функционер, не само што не сум бил. Него мене јас сум бил
прибежиште ми била струката, jer таму кај што сум работил, немало потреба ја да се бавам со меѓуетнички односи. Кога мене ме избра за министер, 4 дена траеше дебатата, од вторник до петок во 12. На последниот ден, имајќи увид во досијата на УДБА, пратеник на ВМРО, Котевски покојни, загина во сообраќајна, ја бев надвор, ме вика, трчај бе вамо, која влагам, тој вика ме, го критикува Вранко, ние тука седнати, ама немавме право да зборувам. Кандидат. Најголемиот националист, и редентист, и сепаратист, го имаме на список член на влада и тоа, замислите, министр за финанси. И ја ни едно, ни друго, пошто ме вика комуњар бил некој редо, што не сака ја да станам од ПДП. Станав и му рекав, гледате кој бил патриот, кој од вас? И се насмеја, ме ради. Ама јадниот, жалосно, го наседнале, му дале извадоци од досието моје што УДБА 30 години го водела за мене. УДБА. Значи националист, сепаратист. Сепаратист е тоа, сето тоа, затоа што... И редентист. И редентист, затоа што сум рекол дека нема доволно кадри албанци во државната... Колега со Али Ахмети. И така натаму, да. Учествувавте на некои протести? Ја никаков јунак, каков националист. На некои протести сте учествувале? Ама тој Не, јас сум бил 92 пролета писател на комисијата за референдумот за Илирида. Јас. Вие бевте? Да, лично. И ги имам материјалите кај мене дома. Како гласа? Како гласа по општини. Сите проценти. И како се гласаше? Све 100%. Све 100%? Па да. Ами како се гласува албански дел? Може некојаш и 102%. Не беше, Чајерни беше сумлив малку. Сумлив. Да, и другите општини. Почека на ред луѓето. Да не беше тоа нешто. И зошто не прогласивте Илирида? Па немавме го... Па му го прашав еднаш... Немавте кворум. Па го прашав нешто, овој ме праша еднаш Ламбе Арнаудов на улица. Што направивте вие албанците? Реков, ние сакавме голема Албанија. Тога е. Меѓутоа, испадна дека не е можно тоа. Што направивте вие, реков, што ВМРО, ДПМН, Демократска партија за македонско национално единство. Кај ви е тоа единство? Национално. 30 години десетина ВМРО-вски партии излегува. Вие уште предлабочевте единството на во право се вика. И плюс Конгрес. И ја утнавме, реков, вие и ние. Плюс Конгрес у Солун. У Солун, вамо, таму, што направите? Еве кај сме. Добро, секој се говореше дека таа операција Илирида, дека е спонзорирана од страна на КОС за рушење, за дезинтеграција на Македонија, за отварање на ново жариште на конфликтот во Македонија. Нели нашата државна сигурност ги доби тие информации. Секретарот на партијата ПДП Митхат Емини беше осуден на затворска казна. Невзат Алили после тоа поднесе оставка на челната позиција во ПДП. Не, сето тоа види дека косовите, удбите од НКВТ до денеска се мешале, тоа тајна држава ги вика Владимир Григоров. Тајната држава, она начело Груевски го имаше својот браточет. Му стана амбасадите сите, му река, не беше прв браточет, нема во Европа да го стае. Удбите секојаш биле алатка да го чуваат не државата, власта на партиите на власт. И комунистичката исто така. Против народот и државата се викаше. Павле Трнов и Слободан Богоевски, Павле Трнов и Слободан Богоевски ве растурат. Веле дека првите информации се од Белград дојдени дека вие ќе правите Илирида. Па тоа не ви кажав не. Сте имале вие соработка со Белград? Вие лично не сте били председател. Не биле попаметни од нас тие од Белград, ти што толку многу ги цениш. Никога не ценам, само ме прашувам. Не, ме прашуваш, не е точно, сме знаеле за потребите на албанците многу повеќе него тие од вашите во Белград. Кој толку паметни што ти ги изваѓаш на телевизија, чекај. Не. Ако биле паметни, нема Али Ахмети да ги излажи. Да ги зафркнем, не разбираш.
Ми колку книги има прочитал на Али Ахмети? Па прашај викни го тука. Ами добро, вие вака, колку слушате на албански јазик. Не, зашто ти не го предлагаш на Али Ахмети исто да седне тука? Не сака да одговара на македонски, затоа не е поканет во емисија. А како на македонски на телефон зборува? И на телефон не можам да го снимам, пошто телевизиско интернет не, телефон. бе, Значи бе. на телефон кој би го снимал, би зборел на македонски. Преведувачи има он. Дека беше Ермира Мехмети, можев да го поканам сега, вака со преведувач, кај Артан Груби или Бојар Османи, не ми е Има ти слободно денеска си ме викал мене. Добро, и Харедини. тие Космос не Харедини. знае. 60 дена беше Али Еве мене ме гонеле 30 години 60 дека сум Добро, и редентист. и редентист. Нигде. Ама еве тоа ви послужило да бидете министар за финансии. Не. Да напредувате у кариера. Не, овие вика не. Не е тоа Харедини, точно. 60 дена беше осуден во демонстрациите 81 година во Приштина Али Ахмети. Не ги ослужи ни тие 60 дена. Па не ми е Избега мене во познато, Швајцарија. прашај го овој Слободан Багоевски, не мене. Пиете кафе со Слободан Богоевски? Па го знам од тога ја. Па Македонија толку луѓе како тие. Сите ги знаат овие од службите. Па Што биле директори, не што од биле? службите, па јас сум бил човек познат интелектуалец, не сум бил анонимен и тие луѓе од УДБА разговарале со мене. И добро, зошто? Дури ова тамо кои коментират овие што информирале за мене. Да. Демека Албанија ќе направи. Голема Албанија. А тие не биле неписмени. Мал човек, вака, физички, а голема Албанија. Тие од УДБА му викат на моите пријатели овие. Добро. Овие се да. А ме викат не гледат дека се зафркаваат, че водите сметка. Добро. И еден му дошло до тука, му вика покоене, и вика не ме викајте мене да ме прашате што кажал Джевдет, jer ја цитирав Крлежа, Михајло. Е сега во гостиваш да читаш Крлежа и тоа во кафана да го коментираш, тоа ме вика не ме пратете мене, више Джевдет ме открило, ти кажувам и не зборува пред мене, да се спаси од тие луѓе. од тие луѓе од УДБА. Добро, Харедини. Смешни работи тие твои косовци. Не се косовци. Косовци мислам кос. Не се косовци. Значи, Харедини, зошто не направивте голема Албанија? Па не можев, зашто да А сакавте? Па како не, секога. И шо ќе правевте тамо? А тоа е друга работа, ве гледаме тамо. Шо ќе правевте? Ја гледаме тамо? мала Албанија во која состојба. Шо ќе правевте тамо сега? Па ја- Овде сега. Не, за тоа пратеник се- се не, праќа. Тоа било сон. Се купуваат гласови. Не, тоа било сон од Призренска лига, од движењето напред од Бениците и сите, после Турција да биде Еве сега, Албанија кај ме разбираш. Еве сега Али Ахмети тамо пак спомнува триаголници, Тирана, Приштина. Па ја му кажав, па населбата кај што он живее сега, и ја живеев до пред 7 години. Куќа има, продадо. Тамо нема фекална канализација. Тамо кога чистат септички јами, од лоша миризба не се сети. А тој вика прстен, национален прстен. Национален прстен, да. 2 километра не може да направат 20 години овде до граница со Косово. Координатор го прави Заев, координатор на изграда на автостради Бојар Османи. Уште ти ги почнале 2 километра, некој трактор се врти таму. Ме разбирате? И тој вика националниот прстен, Приштина, Скопје, Тирана. Тие изградија Косово 2 автостради, една према Албанија, готова, една до граница, 65 километри, готова е, од Качаник до граница до овој генерал Јанковиќ на мостови, на столбови. 10 години тамо треба расте на автострадата наша, Кичево Охрид. Прстенот национален. Добро, Харедини. Нашата публика малку знае, 92-94 вие сте министар за финанси. Тоа е времето на санкции. Да. Ембарга, пари, капитал. Вело дека првите милиони за кои не се прашува, големите олигарси ги имат направено во време на санкции. Се знаеше кој буди. Охис, Фершпет, Макошпет,
големите играчи. Во најголем дел тоа влашко лоби со кој вие пиете кафе. Ама не се длабока. Никој од нив нема, освен Стерио, ама нема. не се длабока држава. Не бе, сите имаме 700 евра пензија таму. Добро, сега има. Каква? Сега Па ние што сме таму. Добро, сега и Медни Лолбрек е Па е. пензионерка, ма тоа никој не може да го Не негира бе дека била никој од нив, клучен играч. освен Стерио Наков, што е доминантен, релативен акционер во Ферспет, другите немат ништо освен Добро, пензија. Хредини, тоа беа големите играчи, тоа беа големите олигарси. А ја ќе ти Се кажам. правеа во ваше време. Точно е тоа све. Има еден уште е жив, ми се чини, економист, словенец, Јоже Менцингер. Да. Имаше два мозочни удари, меѓутоа се уште Така жив. не сум во тек, ме разбираш. Многу паметна работа рече. Нема во светот лоша и добра приватизација. Има повеќе или помалу лоша приватизација. Не во Југославија. Цела планета излезе на продажба во тоа време. Русија. Цел. И ако е нешто, ако е понудата е голема, а капитал не овде не идеше никој, сосема објективна околност е да дојдат до израз она формула што овде во законот ја втерла пред не јас. Пред законот беше за трансформација. Но Во Македонија немаше смелост да се нарече закон за приватизација. исто како референдумот. Двосмислено. Двосмислена трансформација. Постојано ние нешто. 60%. Двосмислено. На тој општествен капитал, 60%, беше признат дека е трансформиран со законот на Анте Марковиќ. 60. 60%. Другите после, инспекторите на службата за општествено книговодство дава дека книговодствено е тоа. Со тоа што упикна еден член од менеджмент, менаџерски подкуп, некои директори го изеда чотекот, сакаш да ти ги спомнам? И работниците кога видеа дека 15 сада се дадоа акциите на пензијскиот фонд и со него колку сакаш малверзации направија, ме разбирате? И после мало знаат луѓето. Стечајните управници, стечајните суди си седа во кафани и одлучува каде има процент. Тамо кај што имаше нешто државно чисто, банките не беа предмет, електростопанство не беше предмет. Овие ги изгубија пазарите, тие најснаодливите да ги најдат законските, се снајде и ги имаме денеска. Тие се газди. Тие се газди. Тие се олигарси. Газди, види. Голем дел од нив пропадна. Пропадна. Втората генерација што дојде. Камо среќа да имавте и поспособни менаџери кои ги не само ги одржаа, него и ги проширија тосен алкалоид. Ме разбирате? И така натаму, и алкалоид не е над 50%. Добро. И така натаму. Тоа е таа формула. Колку А кој е тој? Ме разбирате, што сега се фали, кога го образлагаше Андов во својство на председател на собрание законот. Вика, луѓе, ние не може, тога имаше една друг мотив. Бидејќи албанците до 90-та година во тој општествен капитал не учествувале ни со 1%. Се појави латентно дека ќе излезат се албанците и ќе ги купат со многу пари, иако немаше од кај да земат. И тие многу пари од криминалот, се сметаше дека од криминалот, дека албанска мафија ќе може да купи предпријатија. И тоа во собрание провојуваше да се прифати според зборовите на Стојан Андов дека од 51-ва друга законот за предавање на фабриките и за другите на непосредните производители, ме разбирате? Ние сме ги убедувале и памтам како денеска, земаше збор, иако председаваше се, чекајќи на дебата да учествува. Ние сме ги убедувале 50 години дека се ваши фабриките. Према тоа еве прилика тоа да го прогласиме дека се нивни фабриките. Фабриките, еден дел не можеше да ги спаси ни
тие капацитети индустријски поради распадот на Добро. Југославија. Хредини. 92-94 година, 95-та дел, се санкциите кон СР Југославија тогаш. Многу мина сметат дека атентатот на Глигоров е како резултат на тие валкани пари, затварање на граници, тајни преговори со Милошевиќ за царинска или некоја друга унија која треба да биде направена. Значи многу валкани пари беа влезени. Многу пари се направија. Тоа се погодува или се поклопува со вашиот мандат како министар за финансии. Колку пари останаа така? Ја ќе ти кажам, пошто еднаш на улица во тоа време ме провоцираше на вакви прашања. Ја бев министр за финансии легален на држава. Добро. И ја менаџирав со наплатените приходи на буџетот од граѓаните и компаниите на Македонија. И правев буџет, излагав пред парламент и кажував каде парите добиени од овој данок, од овој данок, од овој данок. Ја не бев ни надлежен, ни платен да пратам канали, коридори и писти каде се движат нелегалните пари. Добро. Тие пари... Затоа, чекај, Ајде. ама чекај, затоа во ова држава имаше други надлежни органи. Добро, Хредини. Ме разбра? Тие пари црни не ви се појавија? Нема кај Не да ви се појавија во тековите? Не може. Секој министер за финансии. Не, па и денеска да го отвориш буџетот од тоа време, законот за извршување на буџетот и завршната сметка на буџетот. Ви се јават инвестиции, ви се јават пари, стоки ви проаѓат низ Македонија. И денеска да го отвориш, да ја отвориш завршната сметка на буџетот, ќе ги видиш таксативно приходите и расходите. Така е, но вие И министерот за финансии има увид во тие ставки. Не само тоа, ви имате увид и во царина, Не, таму стои приход. Вие имате увид и во даночните инспекции, управа за јавни приходи, како министер за финансии. Како не ме разбираш? Стои во завршната сметка од царина толку. Од данокот на... Добро, ако министер за финансии не ви интересирало да видите кој шверц Ама во кој обем, Па нема ти тоа пишуват медиуми, прават вие... Па нема, таму нема ваму, таму бе отворија завршната сметка, све ќе видиш. Имаше многу? Вие шо Тоа што сме планирале, сме го оствариле и сме ги потрошиле каде. Добро. Вие подосна бевте и член на Совет на Народна банка. Да. Значи сте можеле да видите како да тие текове. Нема Народна банка со тоа работа никаква врска. меѓутоа сте биле по завршување на надлежностите на Народна банка е кредитно-монетарната политика и емисијата на примарната емисија. Кога се од ова временска дистанца. Да. Ке погледнете наназад. Да. И смената на Ацо Манески, генералниот директор на Комерцијална банка. Рутинска работа, што се променија акционерите, го променија Ацо Манески. Не, гувернерот Борко Станоевски водеше постапка една прекршок девизен. Јас сум бил член, го казневме. Па јас знам дека сте биле член. Па во ред, ама ништо не било, кој знае што тоа. Одговорен беше, луѓето, инспекторите констатирале и он одговараше. Од денешна временска дистанца. Да. Тој е сменет како да украл некоја чоколадце во некоја украл во наводници. Па тоа имаше, таа банка имаше своји органи на управување. Тоа беше голема афера. Тоа е најголема афера што постои во Република Ама што гледавте вие, како памтите голема афера? Јас знам дека предметот беше девизен прекршок. Ама јас знам како беше предметот. Па што беше? Па ја ја отворив таа афера. Па ти и се казни и готово. А вие ми ја дадовте таа афера. А? Па вие ми ја дадовте Па може, ама сум заборавил. Ко не ви одговара. Па ние имавме... Ама немало никакви Хредини. Нема, ништо не било... Ова што е Комерцијална банка. Па треба вас свеќе да ви пари. Зошто? Па бидејќи после смената на Ацо Маневски на чело на банката 96-7 година доаѓа Хари Костов. И до ден денес е на чело на најголемата банка. Па тоа е тектонско поместување. Тоа гледачите може да... А зошто е тектонско? Па бидејќи тоа е еден процес кога со Комерцијална банка... Па банката има акционери, има органи. Акционери кои најмногу ги штитат. Во тој временски период дел од големите директори се уште Стопанска банка.
Ама еден дел и во ова. Да, овде се, например, Па комерцијална била филијала на Стопанска? Да, градската била, значи Да, Скопската филијала. да. И подосна И се одвои во се посебна одвоила и се банка, прави како ја комерц. повеќе се бавеше со Скопје и со Добро. население. Најголемата афера, според мене, тате мало дете, кој се случи овие 30 години во Македонија, смената на Ацо Маневски. Па зошто? Зашто предизвикува тектонско поместување. Што, зошто? Па се менува една гарнитура, доаѓа една друга гарнитура. Сосема Тоа се собственици на банката, кој може да им брани? Тоа е конфликт Црвенковски Глигоров, Сенте Богоев, покојни, Не. е председател на Уопште нема такви димензии, една комерцијална банка во пазарна економија. Сака ќе ме убедите. Сака ќе ме убедите дека нема. Комерцијална банка. Добро. Да речеш и таа не била главна. Ама ова е крвоток. Главна банка не е точно. Крвоток на Македонија. Не е точно, крвоток била Стопанска банка. Тогаш е веќе во умирање Стопанска. Не е во умирање, и ден денеска е најголемата. Тогаш е во умирање. Не е најголем, јас сум бил за Вие бевте за Агенција за санација на банка. На банки лошит, па да, тоа беше операција на Во тој државата. период требаше алумина да се продава, клучните фирми и така натаму. Што беа ставени во свет. Па камо среќа да се продава. Преговаравте со Зеленковски, 2000 луѓе, ако не се лажам. 200 не можат да произведат, 200 да се издржат, а не 2000. Хредини, значи вие во ништо не сте учествувале. Па не, како да учествувам во све? Значи во ништо не сте. Во све, ама во тоа. А вие сте, гледате, вклучен во сите процеси, санкции, Илирида, комерцијална банка, војна 2001 година. Па ја не сум бил хомо идиотес. Лабока Види, ја не сум бил од грчкото. Кој седите во Александар Палас. Ја да ти кажам тебе, јас не сум бил хомо идиотес. Да не ме интересира што се случува околу мене, ако мене ми е добро лично. Јас сум бил заинтересиран да се гради држава во која луѓето ќе живеат среќни, луѓето ќе се работат својата струка. И ја така сум постапувал. Вие сте вклучен во клучните процеси. Па вклучен затоа што сум бил платен. Плата сум бил за тоа. Како тоа мислиш? Па викате ниска мала плата ви дале. Па такви бил платни систем. Викате дека најмала плата сте. Дека најмала плата сте. Зима ако сте били министар за финансии. Па во реде, па такви били платите воопшто. И се жали да таму најниска плата сте имале, учествувате Не се жалев, се информирав, затоа што ти не си толку млад. Па помлад сум од вас. Секој човек знае какви биле платите во тоа време во Македонија и во Југославија. Уопште не е никаква тоа тие твоите косовци што ги. Ама што се запнати со тие косовци? Па ти се бавиш со теории на завери кои... Ја дури ке се посомневам дека... Ти заработи... Имате некој комплекс дека со кост имале соработка. Што е тоа со... Секој втор збор косовци по косовци. Ти бараш длабоки држави од лужив, ти зборуваш за работи кои биле познати. Ама длабока држава не е кост. Длабока држава е олигархијата. Па нема... Која владе? Како олигарх со 700... Спрегана олигархија и на власта, тоа е длабока држава. 700 евра пензија олигарх. Ама сега не сте. И тога и не сум имал ништо. Молим те, стан од Анте Марковиќ наследив, го продадов во Скопје, купив во Скопје. Не мислам на вас. Па не можеш да мислиш. Длабока држава е спрегана на министри, со политичари, со бизнисмени и со тајкуни. Мисли за кого сакаш, мисли, викни ги ти на кој ти мислиш, и јас тоа што го зборувам, тоа е точно, тоа не е тајно, тоа ти реков, не сум бил креатор на политики, сум бил интелектуалец со немир интелектуален. Jer ne može Сојузот на комунистите да Андов и компанија да не дозволат да биде председател на собрание албанец од БДП која имаше 23 пратеници. Ја не сум бил идиот, па да не кажувам тоа. И ти тоа да ваѓаш дека сум бил. И обште не сум бил ја, била партијата, била. Сите албанци, знаеш, принудна управа. Па ти пишува тамо во досието, ти не се фали со тоа. Ја знаеш принудната управа во Гостивари во Тетово. 96 година? Не, 92. Добро. Да. Ги именува принудна управа во Тетово и во Гостивари како Црвен Колишевски во PS2 и 3. Добро, Харедини. Не, чекај како добро. Ајде. Не е добро. Ова
Zašto? Не трпат македонците да им биде писател албанец во Тетово и Гостивар. И тоа го правда Стојанендов и вчера во Фокус. Ама некако фокусиран сте на Стојанендов. Не, тој бил фактор, jer тој имаше 18 пратеници, па не рече, чекајте луѓе, па и во комунизмот, претходниот председател на собрание беше албанец. Претходниот. Тој топ се намести таму и јас сум бил фокусиран. А што бил тој? Тоа фокусиран, сакаш да ме неутрализираш. Не сум фокусиран. 23 имаше, требаше Невзат Алили председател на собрание. Невзат Алили беше чело на партијата која го Па и спроведува тој беше референдумот за Илирида. Не, референдумот за Илирида не бил илегален. Како бил? Со одлука на председателство на ПДП. Што сте вие, кој орган сте? А? Кој орган сте вие да спроведите референдум? Против македонците. Не, ма кој орган сте вие? Не сме ние. Кој фактор орган сте вие да спроведите референдум? Кој ви дава? Вие сте биле председателство на ПДП. Не, ни даваше Глигоров. Затоа што Шешел викаше за 3 сата Македонија. Значи Глигоров ви даде да направите референдум. Па да. Да. Глигоров ви го даде оружјето. Да, Списоци беа вадени. Оружјето. Затоа што и еден Драшковиќ викаше ми се граничиме со Грчком. Ме разбираш? Значи Глигоров вика направите референдум. За да можеме и ние да се борите. Да се бориме против такви едни оружјето од кај ви беше? Од кај ви беше оружјето? Не сум бил ја во тие структури. Сте председател на референдумот. На референдумот. Па нема референдумот да се правеше со оружје. Добро се. Еве ако направивте референдум и ако беше успешен, ако го реализиравте, таму кој председател требаше да знаете. Имате пари, имате оружје, како ќе се браните вие. Па вие ќе излезевте од една држава, никој нема да ја дозволи да излезете без. Ако па не дозволија и не дозволија. Па така е бидна. Не дозволија. И доека функционираше државата како што треба. Така е бидна. И референдумот не успеа. И Руфи Осман Јаваден Демири завршил затвор. Ние сакавме така ПДП. Кога дојде она ние сакавме ПДП така. Слаба држава на Лјупчо Ѓорѓевски, војна му направија 2001 година. Да, ние сакавме така да биде ПДП. Раководството на СДСМ и тоа не сака. И добро се, гледаме. И тие не сака и успеа. И се боревте 20-30 години за да Али Ахмети 20 години да победува на сите избори. Не ме интересира победата. Са сте блиски до опозиција. Не, да се вратиме назад. Чекај. Са сте блиски до Алијанса на албанците. Ние бевме сречни, ме разбира. Дека Али победил. Па да. Па што критикувате сега ако сте стрекни? Што ви има направено несреќен? Па ти кажав до сега. Ти кажав што стана со 2008, што стана со ВМРО, што стана со односите со Али Ахмети на македонските партии. Како вика Али Ахмети са? Една империја срушил СФРЈ, една империја срушил СФРЈ и 20 години нема лидер на партија во Македонија, македонски лидер на партија. Не му ги плаќат гласовите, му ги плаќат од буџетот. И Груевски и Заев. Значи да ги сруши Груевски и Заев, тие сами му плаќат на Али Ахмети. Му плаќат. И сега му плаќат. И сега. Зимат плати овие. Зимат плати и гласат. За Али Ахмети. Да. И сега. Тоа е Заев, тоа е Груевски. Значи сами се копа дупката. А да. Груевски му ги прости амнистијата. Не разбираш, на Али Ахмети. Груевски, влезете, рече, влезете, гласајте за амнистијата, за да бидеме рад цел мандат. И да бидат рад лидерите македонци, корумпирани до гуша. Ти не ги знаеш ти овие работи. Па ја затоа викнам да ви кажете. Па викни го, викни го сега и Заев сега по-слободен. Само може ќе викнете кај вас тамо. Во Александар Палас, пензионер. Па не бе таму. Ама не го сакавте Заев цело време, овие што бевте у Александар Палас. Не, немаш право. Сите што бевте таму. Не, у канцеларија сум бил. Сум го поддржувал многу, не мало. Ме разбираш? Многу, не мало. И се ве разочара? Па да. Да. Во кој дел ве разочара? Не разочара што? 49 пратеници
кога ги направи Заев, ги направи со 5-6, нека не се и 5-6, макар и 3 и 4 да се, со албанци 50.000 со гласа против Дуи, а за Заев. Ме разбираш? Гласа. Да не беа 49-51 со Груевски. Ќе одеше ли после формулата со Дуи? Немаше да оди. Немаше да оди. Ќе се најдеше и НАТО и сите ќе мора да најдат и друг пат да излечат Македонија од кризата. Ме разбираш? Меѓутоа, тоа стана. И што? Отиде Заев, се поврза со оружените банди на Чаир, лично он, и му излезе да слави тамо победа на Дуи за градоначалник минатите. Па и сега му излезе еден албанец постар човек. Он седнат пред нив, го извадиле Заев и каже, слушај бе човек, те гласавме да не штитиш со тоа банди, ти си дошол нив да ги поддржуваш. Ја памтиш ова слика на телевизија, на вести? Ја памтам. Да. Еве кој е виновен за ситуацијата. И што викаше? Со 61 пратеник, цело 4 години викаше Заев, имам стабилна коалиција со 61. Сега со 64 веќе... Бетон коалиција. Бетон коалиција. И како ве велите, дека овие 4 пратеника на алтернатива може СДСМ да го чинат многу поскапо отколку 8-те пратеници за промена на уставот. Да, не се слагаш ти со мене? Ама јас зато те викам, Не, дали се слагаш со мене со оваа констатација? Па сега ќе покаже времето. Па ќе покаже, па не сме све да предвидиме ја и ти од. Така е. Треба да оставиме нешто за понатаму. Па понатаму. Многу среќа, ми беше задоволство. Кој знае колку ти беше задоволство? Фала многу среќа, многу успех и се гледаме во некоја следна прилика. Немој више ништо за тебе, ништо. Парите. Јас сум бил за легални пари одговорен. Тоа ли си изнервира? Пак ли си изнервира? Пак ли си изнервира? Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вечерва интервју со Џевдет Харедини, министар за финансии 92-94 година. Сега еден од најжестоките критичари на политиката на Али Ахмети, на политиката на Зоран Заев или премиерот во заминување. Кажа многу работи се отворени, многу работи за прв пат кажани пред македонската јавност. Ако ви се допадне интервјуто, ново дружење после на ова година, четврток 22 часот. До четврток од 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си.